Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Очи во очи со мене Јован Ѓорговски. На денешен ден пред 2 години македонската опозиција ја објави првата бомба од прислушуваните разговори на околу 20.000 граѓани, меѓу кои, како што тогаш објави СДСМ, и високи представници од власта и од опозицијата, новинари, представници од невладини организации, од синодот на МПЦ, ИВЗ, политичари од албанскиот блок, бизнисмени. И по 2 години од бомбите се уште нема правна разрешница за тоа кој незаконски прислушкувал над 20.000 граѓани, како и индициите за криминал кои произлегува од разговорите. Но од друга страна, според експертите, 33 бомби донесоа општествени промени. Токму со тоа е поврзана и денешната тема на Очи во очи. 2 години од првата бомба го смениле бомбите општеството. Линиите се отворени. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во емисија сте. Во ред. 2 години дали се промените? Многу се промените. Времето многу е променето. Народот конечно свати од бомбите што се случувало овие 8 години со владењето на ВМРО под палката на Груевски. Меѓутоа, сега ВМРО е против СЈО. Тоа го знаеме. Меѓутоа, ВМРО сега направи најголема грешка, што тие што тоа се предистражна постапка, тие кажа што ги испрашувале. Тука не смее да се каже што ги испрашувале, затоа што тоа е предистражна постапка. Ама ВМРО бара секој пат нешто, за да може да биде против СЈО и против СДСМ. Нема да им успее. Благодарам многу. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали бомбите го сменија општеството? Бомбите донесоа шарена револуција. Во шарената револуција се покажаа Даме, Попај, ред други Ирена и ред други луѓе кои што го сменија општеството во целост. Нешто го сменија, него Груевски го втера до глушечка дупка. Не може човекот да се снајди што се му излезе во тие бомби. А во тие бомби излегла само оние работи кои што се криминални, приватните не излегла. Меѓутоа, како ќе одминува времето, ќе излезат и приватните работи што ги правеле на наш рачун. Така да бомбите не го сменија, него целосно го разорија системот кој што владееше 10 години. И пошто не сакам многу да ви одземам време, сакам уште еднаш да го поздравам Даме и Попа и Ирена и сите нив да ги поздравам, зашто многу придонеса да се смени општеството. Биде ми поздравени, биде ми здрави. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија да го слушнеме нивното мислење? Добар ден. Добар ден. Поздрав до тебе и до 24. Ви благодарам, поздрав и до вас. 2 години од пуштањето на бомбите во опција. Да ви кажам отворено, јас сум работел 30 години во полиција, ова нешто до сега со овие бомби се направи разобличување на сите оние правни норми кои треба во државата да се спроведуваат. Од кривичен закон, прекршен закон, уставен, управните закони и така натаму и така натаму. Со тоа што во тие бомби се докажат дека покрај што биде прислушкувани новинари, се откри криминалот за 10 години. Јас не знам, вие огне беше на ваше место, Игнат Панчевски кажа 18,5 милиарди евра се однесени од Република Македонија. Овие бомби допринесоа да ги отворат очите на граѓаните на Република Македонија. А то се покажа на 11 декември, кога имавме ноември, кога имавме гласање. Пошто со добивањето на политичките групи од СДСМ и опозицијата добија плюс 17%. Така да ви кажам дека народ се ослободе од таа стега и притегнување на правата и обврските што треба државата да ги има код граѓани.
а не само да врти притисок на самите граѓани во поглед на суд, обвинителство, полиција, одбрана, медиумите, вас што ве офате, вие не сте 24, али има таму кои се мегафони на таа пуста власт од врхушката на челото на Никола Груевски. Затоа, јас кажам и ќе кажам, бомбите ја разобличија она работа која што требаше во државата да случи. Правото да се почитува секој да одговара према законот кој се огрежил да се одговара. Со тоа што сега вакви работи што се случуваат во Македонија со господата од врхушката на челото Никола Груевски, знаеме ние дека тој сега сака да се пика, има една стара изрека, во рогот на волот да се пикне, тој ќе одговара. Без разлика. Затоа што, господине, и тебе и мене, парите ни се земани и носени се во Белизе, во Швейцарија и така натаму и така. Ви благодарам многу. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, Николче Петерски од Кичево. Ви благодарам, поздрав и до вас. Благодарам уште еднаш. И сега вака потполно се сложувам со претходниот господин кој кажа, значи, и граѓаните на Македонија веќе конечно сватија кога видоа во овие 2 години кога пукна првата бомба, од кои никој не ја дава по медиумите, ги дадоа неколку телевизии, тоа беше за поздравување, тогаш сите граѓани беа информирани што во државата се дешавало. Значи, фактички послушувани, прислушкувани новинари, граѓани на Македонија, криминал невиден, сите тие работи, закани за убиства и ред други работи, се открија со тоа што сметам, веќе им се отвори очите на сите граѓани на Македонија, кои веќе, како што кажа предходниот, за време на изборите покажаа, на едните им одзедува 12 пратеници, а на другите им поклонија ради тие бомби. И сепак, господинот Заев беше толку мудар, човек кој ја сака државата, човек кој сака Македонија да оди напред, да не бидат граѓаните оштетени, да не биде државата оштетени, да државата ни остане нас, која ни припаѓа на сите граѓани кои живееме заедничко овде, без разлика на која националност припаѓаме, сите тоа го слушна од тие бомби. Заев можда требеше, али сепак има човек од памет во глава, не дозволи да бидат сите бомби. Значи, експлодирани, затоа што можеше во државата да се створи уште поголем хаос. Значи, сепак, тоа беше добар потек и сега сметам дека на основу тоа јавно обвинителство, кој не им одговара на ова власт која до сега владееше, ќе покуша да го спреши, тоа јас мислам дека нема да им успее, новата влада ќе остане и тогаш ќе видат сите бомби во оваа држава експлодирани и ќе видат уште колку граѓани страдаат покрај нивните деца кои се по затвори, кои се во земја и колку луѓе ќе треба да одговараат. Тоа јас мислам конечно ќе заврши во нашата држава и ќе почне да владее правото, демократијата, слободата, поучени од сето тоа што се дешавало во овие 10 години во однос на тие бомби, целосно искажани. Ви посакувам убав ден, поздрав уште еднаш до вас, до Огнен и до сите кои ве следат вас и посебно до вашите во радио телевизија 24 вести. Прекрасни сте, реални, искрени, честни. Наставете така, чао. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете. Бомбите го смени општеството, апсолутно е точно. Добро. Никола Груевски веќе не е премиер. Гордана Јанкуловска веќе не е министер за внатрешни работи. Ставревски исто така не можеше да го издржи арамилукот што го намерна Груевски. Со тоа што требаше он порано да се замине, а не кога замина. Пред неколку месеци, не знам колку има, не е битно. Мијалков исто така. Значи, факт е дека општеството е сменето и работите одат кон подобро, меѓутоа уште не е завршено. Значи, овие луѓе дефинитивно ќе треба да одат во затвор. За тоа што ја оплячка овој народ целите 10 години. Да.
дефинитивно треба да си го добијат заслуженото, да лежат и да скапат по затвори. Поздрав. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Андреја на телефонот. Ето, вчера се сакам нешто да кажем во врска со тој гледачот што ми се јави и што ме навреди. Значи, прво се јавувам до тој од Кичево, бидејќи тој нема никакво право да кажува кој кај треба да живее. Ако него не му се живее во Македонија, слободно нека се оди кај мисли дека му е пувало. Значи, тој нема право. И вие треба одма да го исклучите, бидејќи јас за тие работи морам да тужам. Вие да знаете која сум ја. Вака сега, јас ако не се лажам го исклучив гледачот, тука не дозволуваме лични навреди. Кажете си го вашето мислење, кажете за денешнава тема. Вие ме знаете која сум многу убаво. Јас се борим за правата на луѓето и за сите да живеат исто. Мене не ме интересираат знамења, мене не ме интересираат имиња, мене не ме интересираат нации, мене ме интересираат луѓе. Јас сите за мене се исти. Ја тоа сакам да го кажем, бидејќи Али Ахмети е тој што ги прават тие работи, значи става некои работи што не може да бидат возможни и уценува. Што ми беше мене зборени? Ја не сакам никого да навредим. Ја имам пријателки, албанци, полно. Сепак е ова отворена програма, секој може да се јави и да каже, меѓутоа лични навреди не дозволуваме и сите гледачи се прекинати. Тој не требаше така да постапи, бидејќи ја не навредим ни еден албанец. Кажете ми го сега вашето мислење за денешнава тема. За оваа тема, па види вака, да не беа бомбиве, ние уште ќе бевме као давеници во вода и ќе баравме сламка. Добро. Мислам, тоа е многу лесно и јасно објаснето. Значи, свака му част на Заев господинот и тој стварно треба да биде премиер и да ја води оваа држава, бидејќи он покажа дека е човек од народот и за народот. Значи, тоа е факт се биде, значи сите го знаат. А тие што протестираат против Зоран Заев, што зборат глупости, што зборат 1 евро за ово, 1 евро за оној. Тоа нема никаква врска. Тука никаде не се спомнуваше дека некој му барал евро. Убаво се кажа човекот на снимката. Евро за општината, за мене, нормално за општината, и 1 евро за црквата. Убаво се кажа човекот. И плюс таа снимка не смеат они да стават во тие судски процеси, бидејќи тоа не е валидно. Тоа е наместено, снимено и ставено во тегло. Камерчето се познава, тоа е ептен местенка. И тој што ставил снимката треба да одговара за кривично, бидејќи монтирал лажен снимак. Друго, значи Зоки, свака му час. Јас сум била нон-стоп тука на таа шарена револуција, и Шаторска улица без број кај владата, и сум држала говори јавни на бина, на микрофон против оваа власт. Мислим, ова не беше власт, ова беше диктатура, режим, фашизам. Значи, не може тоа така. Ја немам ни против ВМРО. Има и во ВМРО луѓе добри. Али стварно, оваа гарнитура буквално треба да се однесат во затвор, да се бржат со синџири во тие видините и тука да стоат, тука да им заврши животот бавно, бидејќи завршиле многу големи животи на други луѓе. Еве малата Тамара. Ја ga поздравувам мајката на Тамара. Свака и час како она го издржила сето тоа, што нејзи се случило, значи ние се соживуваме со тоа, како мене исто да ми случило. Значи, ја да сум била на местото Тамара, не би можела да живеам дале, значи, да ми загине чедо, да ми го уништат овие само заради тоа што некој не сака да даде некоја финансиска сума за да се лечи некој млад живот, некој младо девојче да живе. А они да купуваат Мерцедеси од 6.000 евра. Свака е част на мајката од Тамара, немам коментар, значи он е голем човек, како го издржува тоа само она знае. И ја поздравувам многу, и сите не треба да бидеме со нејзи сега, бидејќи она сега сака да тужи во Страсбург. Се треба да подржиме, бидејќи исто јас тужим во Страсбург. Ја чекам дело од Страсбург да стигне. Има 3 години. Ја тужим Македонија. Значи власта која држеше Македонија мене ми направи зло дела, 1.000.000 зло дела. Тука ќе одговараат дебело. Значи тука со тоа мене што ми го направиле овде во Македонија, овие се што се на власта, министерот поготово, да не му сакам да му спомнем името, тој како се викаше Спиро Ристовски. Ја не знам, да даде Господ. Ја не му мислим него само да зборим на Господ. Да даде Господ да плаче по најмилото. А јас се да гледам, да го гледам од страна он како плаче и да му речем пази, памтиш кога ја плачев.
Ќе ве прекинам сега и вас тука. Молим? Ќе ве прекинам и вас тука сега. Ви благодарам за јавувањето. Да пак да не преминеме со лични навреди и со клетви. Дали имаме следен гледач на линија? Имате следен Добар гледач, ден. добар ден до сите гледачи на 24 телевизија и до сите вработени. Бомбите што ги објавуваше лидерот на СДСМ Зоран Заев покажа во какво општество Република Македонија живее, дека живее во криминално општество на вркушка од 10 до 15 луѓе. Иако тие работи ние горе-долу ни беа познати, знаевме дека од 2008 навака во каква каша не ставаат ВМРО ДПМН челниците Никола Груевски, Јордан, мислам Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска, Милејана Киевски. Знаевме во какви криминали се влезени, но бомбите тоа само го потврдија и докажаа дека бомбите докажаа дека народот што го тврдеше, што го мислеше, дека биле во право и секоја чест само на две телевизии што јавно ги објавуваа бомбите, македонски телевизии, вашата телевизија и Телма телевизија. Бидејќи другите телевизии ги бойкотираа, само мал увод дава и ништо друго. Срамота е тоа во независна држава новинарството да се сведе на такво ниско ниво, да не ги објавува во целост бомбите, бидејќи мора тоа да се каже и мора тоа да се знае што се прави во една држава. Власта во каква пропаст ја носи Република Македонија. Бомбите направија од 63 пратеника, ВМРО да има сега 51, а ДУИ од 19 10 пратеника. На следните избори уште по-катастрофално ќе доживеат. ДУИ ќе остане со 5 пратеника, а ВМРО ДПМН со 45 пратеника. Па тогаш ќе го видам Груевски дали ќе се чатели и дали ќе вика победник со победник мора да формира влада и да кука и да собира сега членство пред Охридското специјално јавно обвинителство, таму да протестираат и да прават нереди, да спречуваат испити. Бидејќи тие криминалот го направија и нема што да се бунат. Еднаш за секогаш вркушката на ДПМН треба да заврши во Идризово или во Шутка, а народот да си живее. И ги замолувам партиите и лидерите денеска и овој хан што дојде, итно до сабота да формираат влада, бидејќи доколку не се формира влада во Република Македонија, може целата економија да колабира и да останеме најсиромашка, иако сме доста сиромашки, најбедна, најсиромашка држава во регионот, а тоа не би требало да се случи, бидејќи ќе не може да се исплаќаат пензии, плата и за тоа ги советувам. Нека најдат некое решение, доколку не можат да се договорат, нека дадат една експертска влада да се формира и да се стабилизира Македонија во рок од година и пол. Нека не се занесуваат од ДПМН со локалните избори да прават и парламентарни, бидејќи локални и парламентарни не се исто и тие доколку направат тогаш избори, пак со администрацијата и со провладините медиуми ќе ги фалсификуваат изборите. Они идат на брзи избори за да ги фалсификуваат и па да се повратат на власт. Благодарам и пријатно. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Дали имаме следен гледач? Режија? Добар ден. Него е пала. Ало. Добар ден. Среќен ден. Среќен нека е, повелете. За војниците во. Дали се слушаме? Да. Повелете во емисија сте, кажете за денешната тема. Здраво Македонија, почит према земјата македонска. Ние ден од овие јавувачи анонимни не се сетят да поздрави, а сакат Македонија да ја освојат. Исти са еден до еден. Значи емисијата, пред да почнем со темата квалитетно да дискутирам, емисијата личи и треба да се вика еден за сите, сите за никаде. Сега за темата. Господине, може? Ајде. 2 години од првата бомба. Да не беа
судии, да беа и ветеринари, да беа и циркузанти, до сега ќе дадеа нешто конкретно, што значи отварање на истрага со факти, аргументи. Тоа и го дозволивме сите ние 2 милиона луѓе на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, бомбите и пред тоа се прогласија со закон за неважички, нелегитимни. Да имаше нешто, без разлика на нелегитимноста, до сега специјалното обвинителство ќе го обесеше Никола Груевски на првото на площадот. Значи, без факти, луѓе, толку си ја грешите душата. Еве, година и 4 месеца се јавуваме во оваа емисија, здрава емисија. Здрава, али со анонимни гледачи. И тражеме, дајте факти. Дајте и ние ќе учествуваме у затварањето на Никола Груевски. Зошто да не учествуваме? Ама докази треба. Пред тоа и завршувам, господине. Значи, пред ова треба да ја турете темата пуч, од каде почна политичката криза. Пуч со докажани злосторство против и злосторничко здружување и велепредавства, доказани. Специјалното јавно обвинителство смогна снага да го прогласи без факти, без ништо, да ги ослободи. Почна од Охрид, денеска видовте, народот се дига. Ке стигне лавината до Скопје, до предпредседателот да му каже дека никаков мандат немат овие луѓе што ја распарчуват Македонија. Ке заврши до специјалното обвинителство. Јас повикував на таков чин, на време. Меѓутоа луѓето мислат дека некој ќе дојде од озгоре Господ да ја помогне. Наша е ова земја, на нас граѓаните, поштените луѓе, добрите луѓе. Ние ќе одлучиме, ќе не видите во Скопје. Благодарам многу. Добро. До сега се отворени 34 предмети, а во јавност се презентирани 11 истраги кои почнуваат на буквата Т и 2 обвиненија кои стигнаат до Основниот суд Скопје 1. Се ја покрени 2 обвиненија, едното за шамарите во Центар, каде обвинети се поранешниот премиер Никола Груевски, екс-министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски и уште 12 други лица. Второто обвинение е за уништување на опремата за прислушување, каде обвинети се 7 лица, а прво обвинет е екс-началникот на петата управа Горан Груевски. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи, бомбите се уште не го сменија општеството. Добро. Тие само на еден голем број граѓани ги охрабрија да се борат против криминалот и против корупцијата. Меѓутоа, за жал, како да ги кажам, државниците во земјата немаат ни етика ни морал. Тие се уште се на страната на криминалот. Почнувајќи од председател, екс-премиер, сегашен премиер, разни министри и пратеници. Тие се уште му даваат поддршка на криминалот. Господа, ако ова се случуваше во некоја европска земја или Америка, па до сега имаше стотици пресуди, обвиненија и затворите ќе беа полни. Кај нас се уште касниме ние. Ние се уште не го кажавме последниот збор. Не може да имаме влада со Никола Груевски, луѓе. Кај го има тоа? 450.000 граѓани, како не им е срам, го дале гласот за Никола Груевски. Па нас не ни теа премиер за Македонија, премиер ни теа и за надвор од Македонија, за евро и НАТО интеграциите. А тој нема никаков ни кредибилитет, ни тој, ни председателот, ни никој. И ја би го казнил ВМРО 10 години суспензија да не постои на сценава. Обрукано е она историско ВМРО. Ни дадова предавници, убийци, шпиони, споменици им градат. Овде луѓе умираат за не можат да си платат лекување во странство и во земјата.
Па ја не знам, овие 450.000 гласачи, имаат ли совест, имаат ли нешто во главата, бе? Тоа им се испрани мозоци. Ги слушам некои аналитичари. Бе, какви аналитичари, тие врскани на тие се платеници од мафијата, од цркушката на ВМРО-ДПМН. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Тоа беше последниот гледач за ова издание на Очи во очи. Почитувани гледачи, ви посакувам да останете со програмата на Телевизија 24, следува Централниот дневник во 17 часот. Од мене пријатно.